Јавните комунални предпријатија во државата се во многу лоша финансиска кондиција. Некои од нив работат на или под прагот на рентабилност. За излез од актуелната состојба, управниот одбор на Атком на последната седница донесе одлука за решавање на две приоритетни прашања. Еден од најгорливите проблеми, за кои неколку месеци наназад јавните комунални предпријатија алармираат, но не се преземени никакви мерки, се високите сметки за потрошена електрична енергија, поради што не можат нормално да функционираат. Сите комунални предпријатија кои што се занимаваат со водоснабдување да плаќаат електрична енергија како граѓаните или како физичките лица по истата тарифа која што ја определува регулаторната комисија, затоа што ние произведуваме вода, а водата е, знаеме, еден од основните продукти за живот. Со воведување на таа тарифа ќе се исфрлат постапките за јавни набавки. Според актуелното законско решение, цената на водните услуги ја носи регулаторот, која треба да биде усвоена од советите на општините. Меѓутоа, доколку од социоекономски или политички причини понудената цена не е прифатена, повторно се враќа на одлучување со законски рок од 150 денови, период во кој предпријатијата наплаќаат по старите цени, со што акумулираат загуби. Ќе побараме измена на законот за јавни предпријатија каде што стои дека конечната цена ја определуваат советите на општините, а тој дел да се исфрли, да стои само дека цената на водата, конечната цена на вода ја определува регулаторна комисија за енергетика и откако ќе поминат законските рокови за жалби, таа да биде конечна и да се воспоставува во нашите предпријатија. Со примената на двете предложени мерки, освен предпријатијата, краен бенефит ќе имаат и граѓаните, зашто доколку се намалат влезните параметри, ќе се намалат и трошоците, што ќе значи поквалитетни и поефикасни комунални услуги. За Сител, Трајан Ристовски.